Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Ова е епизода во која што според насловот најверојатно претпоставуваш дека станува збор за тоа дека не можеме да бидеме добри во се и дека тоа е сосема во ред. Но, што е она с кое што го имаат другите? Како другите се добри во се и дали навистина се добри во се, можеш да слушнеш понатаму во продолжение. Дали некогаш си се фатила себе си, како се чувствуваш, како да си неспособна затоа што нешто не ти оди или не знаеш да го правиш, иако си талентирана, иако си посветена, иако си паметна и наеднаш почнуваш да се чувствуваш како мала, како недоволна, како ништо да не ти оди од рака, како да не знаеш. Во оваа епизода ќе продолжам да зборувам за тоа зошто не мора да сме добри во се и зошто тоа не ја руши нашата вредност. Пред некој период имав имав повеќе гости од вообичаено, во принцип не сум човек кој што многу сака гужва луѓе и повеќе сакам да сум во помало друштво, меѓутоа склоп на околности дојда повеќе гости, кое што пред се ми беше многу голема радост и да речам, целото семејство беше радосно, среќно, весело, особено децата, меѓутоа, кога требаше да бидам јас Елена домакинката, таа која што служи, сватив дека толку многу ми недостасуваше вештина да мене ми текне како да поставам, што да поставам, како да ставам и една од гостинките дојде да ми помогне. И таа ми помага и текнува, стави ова во ова, остави ова во она, стави ова на масата, вака направи, така направи. И јас буквално во еден момент се почувствував како мало дете, кое што не само што појма нема, туку буквално застанав и во глава си помислив, добро, значи, толку многу учам, толку многу се децирам, толку сум многу добра во некои работи, зарем не знам да послужам поголем број на гости. Секако дека вечерта седнав и си запишав дека ова мора да оди во подкаст епизода, затоа што која е онаа поента која што само уште еднаш ми се повтори, а таа е дека ако нештото не го правиме, ако нештото не го повторуваме, ако нештото не го живееме, ние тешко е дека ќе можеме да бидеме добри во тоа. Односно, нема шанси да имаме самодоверба во истото доколку не го правиме. Односно, ако немаме акција, ако немаме повторена акција, ако немаме повторно искуство на задоволство од успехот кој што го доживуваме од одредена акција, ние не можеме да имаме самодоверба. Ниту пак да може да градиме некакви си вештини, да бидеме побрзи, поиздржливи, посилни, пофлексибилни и така натаму, сето тоа се прави со повторување. И сега ова не е кој знае каква приказна, меѓутоа ми беше доста значајно да го споделам, затоа што тоа се основни работи, кои што можеби ти кој што ме слушаш превртуваш очи и си викаш што е на Елена. Меѓутоа се сеќавам дека и како дете кога требаше да се сече краставица, на ситни делчиња, јас никогаш не знаев, не затоа што немам развиено фина моторика, например, многу убаво сум цртала, сум удала и надпревари на цртање, сега не, сега буквално како со 2 леви да сум станата, затоа што сум престанала да го правам тоа, но памтам дека кога се сечеа краставици како дете, има братучетка која што совршено ги сечеше краставиците, а моите беа, како што велат овие како за свињата да им ги дадеш, да им ги фрлиш, значи никакви, сите различни, едно поголемо, едно помало, краставицата крива ја сечав. И знам, таа тогаш ми кажа, ама знаеш, ние постојано сечеме и кога викаме гости, кога правиме слава, правиме тон салата и многу оди, и тоа искуство, века и ова бара искуство. И тоа некаде ми останато во главата дека да, навистина работите во кои што не сме добри, не е дека не можеме да станеме добри, но ние бираме дали ќе се фокусираме на нив или не. Сега, што е оно друго што сум го сватила? Тоа е дека доколку се фокусираме на нова вештина, а старата веќе не ја користиме или некако почнуваме повеќе и повеќе да ја занемаруваме, оваа старата вештина почнува да слабее, односно почнуваме да ја потискаме и да забораваме. А што значи тоа? Ако јас како дете, па да речеме до 4-та година средно, сум цртала многу убаво, ако цело моје основно сум удала по надпревари, ако сум знаела, значи моториката тука била многу добро развиена, сум знаела да бојам и да сенчам и со секакви бојци и така натаму. Сега не го правам тоа и сега јас не можам дури ни да пишувам. Не знам како сте со ракописот, меѓутоа тие кои што не пишувате редовно или кои што користите повеќе куцање на тоа компјутер, дали ви се случило, едноставно дали имате забележано дека и самиот ракопис се има влошено?
Јас да, затоа што многу обрнувам внимание на овие работи, затоа што многу размислувам. Меѓутоа, на многу други работи не размислувам и не обрнувам внимание. Сум имала период кога исто така сум пеела или сум била многу музикална или сум знаела да свирам на гитара, меѓутоа сега појма немам како се прави тоа. Затоа што тоа е еден природен механизам каде што се потиснува оно кое што не се користи и доколку одреден период на години не го користиме, тоа почнува да исчезнува. Што не значи дека особено моторничките вештини, од типот на возење велосипед, скијање, ролерки, па и возење на кола, некаде каде што значи тоа? Некаде каде што употребуваме мускули, мускулите имаат меморија која што многу брзо се враќа. Или оно што велат телото памти се, тоа е вистина. Тоа е нешто кое што останува во базалните гангли, значи тоа е нешто кое што останува и понатаму може брзо да се врати. Меѓутоа сепак може брзо да се врати доколку го ставиме фокусот да повторно го користиме. Сега, нема да навлегувам тука, ова е нешто кое што е многу значено, кое што е многу важно, кое што си има многу истражување правење за луѓе кои што патат и од деменција и така натаму, по како моториката им се враќа и сепак не ги губат некои спомени, односно некој меморија во типот на свирење на некаков инструмент или споделив некаков спорт, но тука ќе престанам затоа што сакам да се вратам на оној увид, а тоа е дека кога се чувствуваме неуспешни во нешто, често се активира срам, односно некоја посрамотеност каде што неуспехот го доживуваме како факт, односно не го доживуваме како еден факт од типот на добро, јас не сум добра во ова, туку понекогаш се случува да го гледаме како доказ дека јас не сум доволно добра во се. И ова е нешто што многу често го гледам. Можеби нема да се пронајдеш тука во примерот кој што јас го дадов со послужувањето на многу гости, затоа што е многу банален пример. Меѓутоа, постојат многу подлабоки примери каде што истото го чувствувам, па дури и во мојата професија. Еве, на пример, долг период не сум, да речеме, она кое што психологот може да го работи има многу гранки. Ако мене сега ме вратат во гранка, пример во училишна психологија, јас сум излезена од тој процес. Јас тоа нема да го знам. Јас нема да ги знам оние информации кои што ги знае училишен психолог. Или пак доколку некој е многу во истражување, јас истражувам, меѓутоа последниве неколку години и не толку многу во однос на психолошки теми, како што работам во пракса, односно како што работам со психотерапија, како што работам со програми за личен раст и развој. И сега во овој момент, ако треба веднаш да нешто направам и ако се споредам со некој кој што постојано истражува, односно кој што е во истражувачкиот дел во психологијата, сигурна сум дека ќе најдам многу докази каде не сум, доволно добра. Односно не сум добра. И сега зашто го вменувам ова? Не сум добра, тоа значи дека можам да научам, а не сум доволно добра, најчесто значи дека нешто со мене не е окей и дека за тоа воопшто не ме бидува и несвесна промена во мајндсетот. Значи, пробај само да го слушнеш ова, не сум доволно добар психолог или не сум добра во истражување. Сега, ако почнам да се потпирам на сите истражувања кои што ги имам правено, па се вратам назад, па се ме текна, па добро прехлани ова и ова, лани ова го направив, добро пред 3 години, веднаш ќе се потсетам кога сум била добра и дека само треба да се вратам во вежбање. Но ако се потсетам на училишната психологија, тоа е нешто кое што баш и не го правам, појма немам како изгледа, не сум во училиште многу долг период, немам искуство со работа во училиште освен кратка пракса, и тоа факултетски денови пред многу години, значи таму дефинитивно јас имам една дупка во знаењето и покрај тоа што сум психолог. И ако седнам да разговарам со училишен психолог, јас најверојатно нема да знам многу работи кои што тој ги знае и нормално обратно. Меѓутоа, ова кога велам и нормално обратно, кај мене е нормално затоа што работам на себе, свесна сум за тие работи, свесна сум за сите истражувања, но доколку ти не си психолог кој што ме слушаш, провери дали ова го правиш често, односно дали многу често се гледаш и си ги гледаш своите недостатоци. Моите клиенти кои што доаѓаат и со кои што работиме многу често знаат да стават фокус на се оно што не им е добро и многу често од една страна додека се фокусираат на развивање на добри вештини и така натаму, знаат да отидат во некое поле и да пробаат да развијат нешто кое што не им оди, односно во кое што не мора да бидат добри и кое што доколку го стават целиот фокус да развијат нешто кое што помалтане и не го користат, најверојатно ќе го заборават, односно ќе го минимизираат и веќе ќе го стават во позадина она во кое што се добри, а кое што може да се само доразвива и користи. Постојат повеќе типови на интелигенција според Гарнер.
И ова е нешто кое што во прва година на психологија се учи, а тоа е каде што тој споделува, мислам дека различни типови на интелигенција и тука памтам логичко, математичка, вербална, телесна, музичка, интерперсонална, интраперсонална и така натаму. И она што беше важно, односно што е важно да го знаете, дека ретки се луѓето кои што доминираат во повеќе области. Значи многу често ние имаме една област која што е доминантна и таа е важно да се развива. Не значи дека од другите немаме нели малку или дел од она што ни е потребно, меѓутоа најчесто доминантно сме во една област и многу ретки се оние кои што имаат две или повеќе во кои што доминираат. Па така, ова е нешто да речеме мене кое што многу ме утешило зошто не сум добра во математика. Меѓутоа од друга страна, она кое што сум го сфатила со текот на годините е дека сум добра во логика, но не колку што е некој друг. Односно, некој кој што е логичко-математички многу надарен, некој што вежба таму, е многу добар во тоа. Но сум сфатила дека јас, мојата креативност, мојата логика, моите вештини кои што не се вклучени во нито еден момент со математика и со бројки и со решавање, јас ги употребувам во друго поле. Односно, јас ја вклучувам друг тип на логика која што најверојатно ако му ја дадам на оној кој што не го работи во што го работам или кој што работи само математика, ќе се изгуби. Затоа што тука има зборови, тука има емоции, тука има чувства, тука има приказни, наративи, дедо, прадедо, прадедо и така натаму, тука има некои аспекти кои што не се толку лесно видливи, но ова е нешто кое што многу долго време ми требаше да го прифатам. Односно да сватам дека, добро, не, ова и покрај тоа што многу голем дел од светот зборува дека е добро и дека треба да го имаш и дека е многу важна математика, многу е важна логика и 5 пати во неделата ја имаат во училиште и се става фокус, ако тебе не ти оди, тоа не те прави лоша. И тоа што во едно нешто не си добра, не значи дека си лоша генерално, само што имаш различна доминантна интелигенција. Сега лошо е кога никаде не можеме да си ја пронајдеме доминантната интелигенција, односно тешко за другата страна е кога не може да одлучи што е оно во кое што е најдобар. Бидејќи некогаш во оно кое што сме најдобри го гледаме само како хоби. Па имаше едно движење од хоби да направиш и бизнис, кое што не секогаш, многу често и не е успешно, но не е успешно затоа што немаме некако свесност за пошироката слика. Односно, што е сето оно кое што треба да се додава како вештина без ова да се изгуби, кои се оние други места на кои што може да се работи, а сепак да се остане фокусот на таа која што е главна и доминантна. И исто така има едно истражување кое што долги години е правено, значи тоа е едно лонгитудинално истражување кое што покажува дека луѓето кои што се фокусираат на своите силни страни, а не на своите слаби страни, се дури 6 пати поангажирани и 3 пати посреќни од оние другите. А што значи тоа? Тоа значи дека не е поентата да се поправаш и постојано да некако се шириш, туку да се продлабочиш таму каде што веќе си добра, односно таму каде што гледаш дека тоа ти оди со леснотија. Ова е нешто кое што можеби и природно на некои луѓе им доаѓа, најверојатно оние луѓе кои што се поупорни, подетерминирани или кои што некако повеќе свесни се за своите позитивни работи, значи тоа не мора да работиш на себе за да го знаеш ова. Јас не сум морала да работам на себе за да знам дека ќе бидам добар психолог или да знам дека таму сум добра и дека тоа ми оди и дека тоа е нешто што го сакам, или не сум морала да работам на себе за да знам дека знам и сакам да на лесен начин ги споделувам психолошките теми. Значи, тоа е нешто кое што едноставно некаде го гледам дека е добро и само го продлабочувам. Многу често ми се случува и има некако, да речеме да дојдете да ме прашаат клиентки, сега јас немам доволно јазик како ова да го преточам. Јас како сега ова што го научив тука да го пренесам на другите? Па не треба да се пренесе на другите. Многу често луѓето кога работат на себе или кога слушаат подкасти, кога се во контакт со психологија, имаат желба и порив да нормално, мислам тоа доаѓа до една многу добра намера, ама имаат желба и порив да и тие станат или психолози или лајф коучеви, затоа што е многу поедноставно, или некој кој што се бави со така наречена
психолошки теми, ајде ќе го донеса моментот со духовност или не знам, без разлика, значи постојат сега многу различни делови, односно секој кој што поминал некаква рана, почнува да има потреба да им помага и на другите, што е во ред, затоа што има многу добра намера, но од друга страна нормално е да недостасува јазик, односно нормално е да недостасуваат зборови, затоа што тоа не е местото кое што е нивниот повик, или може би работата на себе ќе им донесе, нели, всушност е важно да ја преточиш, да ја пренасочиш во оно во кое што навистина си добар, односно оно кое што си го учел, оно кое што го сакаш, оно кое што исто така те исполнува, а вештините кои што си ги научил ваму во психологијата можеш да ги пренесеш таму и тоа што си го учел да го пренесеш на другите. Сега не знам дали ме разбра, меѓутоа поентата ми е дека нормално е да недостасува речник и да недостасуваат способности како ја да им помогнам или да го пренесам на другите ова што го правам, затоа што ова не е твоето зона на гениалност или поле во кое што најмногу се развиваш, туку само поле кое што ти помага тебе да растеш. И не треба секој да се наоѓа таму, и доколку одлучиш да го ставиш навистина фокусот тука, тогаш да, со текот на времето тоа ќе стане твојот фокус и ќе биде лесно и добро. А исто така имам многу и пријатели и блиски, меѓутоа и го гледам во околината кои што почнуваат например со блогови, со подкасти или со некои такви објави, после 10-15 епизоди тоа завршува затоа што е тешко, затоа што тоа навистина бара многу и многу влог, нели? Односно, многу и многу усовршување на тоа за да продолжи, особено кога немаш бенефит, односно фидбек назад, било да е финансиски или некаков психолошки. Сега, што е оно што се јавува кај нас кога не се чувствуваме доволно добри, кога си ги гледаме мајните, односно кога ќе се јави тој дел на наместо да видам, па добро, овде јас не сум добра, ова не е моето поле на гениална зона на раст или слично, може некој друг да го сработи ова место мене. Значи, Брене Браун, која што многу ја сакам и секогаш ја препорачувам, вели дека перфекционизмот не е стремеж да бидеме подобри, туку заштита од срам. Односно, самоодбранен механизам, ако јас сум совршена, нема да бидам критикувана, автоматски нема нели да се срамам. Сега, реалноста е дека самодовербата не се гради со совршеност, туку со мали успеси, односно со прифаќање на неуспесите и поддршка од околината. Ова морам да го нагласам, бидејќи не е поентата да бидеме зависни од другите, но од една страна важно е да знаеме дека поддршката од околината и како нам ни помага да се чувствуваме посамоуверени, да самодовербата расте, да го добиваме фидбекот од другите, да ни кажуваат што е оно што го гледаат кај нас и е добро и така натаму. Ете размисли што ако не ти треба да бидеш добра, например, во Excel, во компјутери, за да бидеш извонредна во животот на другото поле. Што ако твојата чувствителност, твојата емпатија, твојата интуиција се токму таа вредност што никој друг не може да ја донесе. Што ако твојот дар да гледаш што е оно што другите го сакаат е нешто кое што никој друг го нема, освен ти во тоа просторија во која што се наоѓаш. И на крајот на денот затоа во една компанија има толку многу голем број на вработени. И да, понекогаш оние кои што се работодавачи знаат да погрешат во изборот на вработен, затоа што скокаат некои важни тестови, што е многу значајно да ги имаат оние, нели? Односно, многу е значајно да знаеме кога вработуваме, што се и неговите желби, кои се неговите вредности, за да може да се направи еден склоп. Многу е тешко кога има две личности со две исти многу силни, да речам, страни и тука настанува борба и конкуренција наместо да има склад. Ова е добро ваму, ова е добро ваму. И затоа е многу важна таа една шареноликост и прифаќање на тоа, окей, оваа личност го има А, оваа личност има Б, оваа личност има С, оваа има Д и заедно правиме на совршена азбука, односно на совршен мозаик кој што се поклопува и кој што на крај е ремек дело. И ова ми беше многу важно да го споделам, бидејќи многу често го гледам. Многу често гледам како самодовербата паѓа кај другите личности, само затоа што се фатиле некаде каде што не се добри и веднаш тргаат да го подобрат тоа и ова се случува често и на психотерапија, каде што доаѓаат и веднаш се фаќаат за маните, ама овде не сум добра, ама мене за ништо не ме бидува. И парадоксално, во моментот кога ќе се стави фокусот на оние работи кои што се добри, ама ова е многу тешко за жал да се направи. Некогаш има многу голем отпор. Наидувам на огромен отпор кај клиенти да гледаат во доброто. Ама уште еднаш сакам да те потсетам, а тоа е дека дури 6 пати помотивирана и 3 пати посреќна ќе бидеш
ако се фокусираш на своите силни страни, наместо на слабостите. Пак ќе повторам, тоа не значи дека нема да си свесна за своите слабости, но нема да удираш со главата во зид да ги развиваш. Наспроти тоа, ќе ги развиваш, зајакнуваш и засилуваш твоите силни страни. И затоа и на психотерапија често терапевтот не влегува веднаш во слабостите, туку прво ги јакне силните страни, зборува за оно што е добро, истражува, полека работи, затоа што прво неколку средби, да речеме, истражува што е нешто е силно, што е нешто е стабилно, кои се оние темели кои што ги има таа личност, што е на кое што може да се потпира, па здравие кога тоа ќе биде доволно силно, ќе може да почне да се работи и на слабостите. И така е во личниот раст и развој. Јас секогаш велам, не можам да бидам добра во се, ама сум свесна каде не сум добра и свесна сум каде многу сум потврлила. Што значи дека нема да се навредам и повредам премногу, нели нормално е да се разочарам или да ми се предизвика разочараност и тага или лутина, но нема да се скршам ако некој ми ја посочи мојата слаба страна, бидејќи сум свесна за неа и некаде таму ми е ставена на можеби на to-do листа да тогаш кога ќе бидам подготвена и кога ќе имам во животот и доволно капацитет согласно периодот во кој што се наоѓам, па согласно и околностите кои што и како се важни. Ве молам, не наседнувајте на маркетинг трикот, односно на едната поларност на тоа дека околностите не се важни, важно е вие да го купите мојот програм. Мислам, тоа многу често го гледам од страна и тоа и така, за мене тоа е страшно. Затоа што да, постои еден момент каде што нема да има совршена околност за да почнеш да работиш на себе, меѓутоа не значи дека ако ти сега си во кредити или ти се случуваат некакви страшни проблеми во животот, дека ти треба да дадеш и последниот денар за да влезеш во некој програм и дека нема тоа никогаш да има совршена прилика. Не, постојат совршени прилики, постои период кога на нешто може да се фокусираме, на нешто не. Постојат периоди и во животот кога навистина ни е се потребни други работи да ги развиваме пред да почнеме, нели, да се доразвиваме во некои други моменти. И затоа е важна самосвеста, односно затоа е многу важно да се служиме и со логичкото размислување, да гледаме каде се наоѓаме, да гледаме што е во кое што сме добри и тоа е една отскочна даска и кон зголемена самодоверба. Односно, наместо да одиме во перфекција и да бидеме совршени, да можеме се тука и сега веднаш да правиме здрава анализа на околностите, на која сум јас во моментов, на кои се моите силни страни и што е она и дали сега сум доволно поддржана и од внатре и од надвор да скокнам во нешто ново, кое што ќе ми донесе уште поголем раст и развој. И сега и ова ви го кажувам, јас далеко од тоа дека сум имала добри околности за многу работи, но исто така далеко од тоа дека сум скокала во оган ако не сум размислила доволно долго. Пред некое време имав предавање за конференција и мислам дека една од учесничките ми сподели како носи многу брзо одлуки и како се научила да одлуката веднаш и брзо ја носи, затоа што ако почне многу да размислува, нели нема да ја донесе. И да, тоа е нормално, тоа е добро за да речеме одлука во типот на дали да го изедам ова или не, дали да вежбам или не, дали да, значи некои работи кои што и се здрави за нас, доколку сме нашле некој шаблон, односно образец кој што не саботира. Меѓутоа, одлуки кои што се дали да бидам свој партнер или дали да отидам некаде или дали да се запишам на некоја академија или обука или курс или одлука од типот на дали да купам нешто скапо, да инвестирам во нешто скапо, да отворам бизнис, тоа се одлуки кои што бараат размислување, бараат да бидеме во склад со себе, бараат да видиме и какви ни се околностите. Значи, кога зборам околностите, например, многу често ми доаѓаат, сум во контакти пријателски и општо и на Инстаграм и знаат да ми пишат дека сакаат да отворат бизнис. Меѓутоа, тој бизнис да е далеко од тоа кој што во моментов може да им донесе нешто добро или, например, да дадат отказ пред да отворат бизнис. Тие некои одлуки кои што се многу ризични може да се направат, ама само ако имаме надворешна поддршка. Значи, јас можам да дадам отказ ако знам дека имам, да речеме, финансиска потпора, без разлика од кој, од некој околу мене кој што знам дека ќе ми ја даде. Ама не можам да дадам отказ ако знам дека нема кој да ме поддржи. И дека тоа значи дека ако мојот бизнис пропадне, нема да успеам. Ама
тоа не значи дека не сум доволно добра. Тоа значи дека има места каде што не сум добра, каде што ќе се консултирам, ќе си ги знам своите слаби страни и прифаќам дека е тоа така и можам да делегирам, можам да најдам некој да ме надополни, да ми помогне, да ангажирам некого, а од друга страна да работам се повеќе и повеќе на моите силни страни, односно да видам кои се оние доминантни места каде што јас на вистина многу се снаоѓам, многу сум добра таму и така се надевам дека оваа епизода, ако ништо друго, ќе ти донесе на свесност дека не постои некој кој што е добар во се и дека можеби ги гледаш на социјалните пендиуми другите или можеби гледаш некои секвенции од нив и мислиш дека се добри во многу работи, но не се. Луѓето учат, луѓето прашуваат, луѓето се развиваат, но исто така луѓето им бараат и најмуваат ментори и поддршка затоа што не можат едноставно да се во секое поле добри и тоа е во ред. И исто така прифаќаат дека нема да се совршени во смисол на секое поле успешни тука и сега во истиот момент. И тоа е она кое што многу често и самите социјални мрежи го кажуваат, каде што нагласуваат, но за жал, оној кој што конзумира, многу ретко ова на вистина го сваќа затоа што има селективен фокус, односно повторно, фокусот е на види таа може, таа има, а јас не. И само сакам уште еднаш да подсетам дека 6 пати помотивирана и 3 пати посреќна ќе бидеш ако уште денес почнеш да ставаш фокус на твоите силни страни, кои што верувам дека многу ги има. И можеби тие силни страни не ти се во моментот во партнерскиот однос, не ти се можеби во пријателскиот однос, не ти се можеби во професионалниот однос, ама некаде се. И истите можеш да ги пренесеш и да ги преточиш и на друго место, односно можеш да ги пренасочиш во другите полиња каде што не си доволно добра и на тој начин да се пронајдеш и да видиш каде ти најдобро ќе можеш да се снајдеш и што е оно што најмногу и ќе уживаш да го правиш, меѓутоа и ќе ти доаѓа со леснотија, без да ти ја одзема енергијата. Да, патот до таму не е секогаш брз и едноставен, затоа еве само сакам ти кажам да не брзаш, да имаш трпение, да бидеш трпелива, да продолжиш да работиш на себе, меѓутоа работиш на себе во смисол да си свесна за себе, да си свесна за твоите позитивни страни и наместо да пробуваш да се поправиш, само да се продлабочуваш таму каде што сјаеш. Ти благодарам што остана до крај на оваа епизода. Се слушаме во наредната.